Поплавите Чешиново-Облешево го оставија жедно веќе трет ден. Околу 600 семејства од неколку села од оваа општина наместо од чешма, вода пијат од шише. Водата за пиење во населено место Чифлик е критична за пиење, значи веќе добивме известување со тоа што излеговме на терен и разнасовме шишење со вода со благодарение на Црвен крст. Исто така имаме и во село Кучичино, каде што и таму раздадовме вода за пиење. Она што општината го има како статистика за овдешните жители е реален проблем со кој тие живеат. Талок ни се пие, мирише, ништо, ни децата може да се мијат, излеват и такова брункички од водата. Не да го смрде, не може сада да измиша ништо, не само за стоката што чувам. Матна е многу, загадени се, водата е површински над земјата. Мешањето на водата од Брегалница со подземните води од кои овие села се снабдуваат со чиста вода целосно го смени ритамот на живот. Она што до пред 3 дена беа секојдневни обврски, сега станаа проблем. Заготвење за пиење донасаме нон-стоп со колите, одеме од теранци, од соколарци, од топлата вода, од подлачките места и те така. Заготвење за пиење, а те не може перална да работи, не може ништо, се е песок. И да превриеме нечино, во е песок, не може што ќе превриеме од песок. И се донасаме 2 пати неделот од теренци. Од там местната, од донасаме вода за пиење, за миење, за деца, се тоа е многу лошо. Идентично е и во соседното Облешево. Не, за прање жта, не смееме да пиеме од неа, се купуваме. За листо мораме да переме, што ќе правиме, а за готвење купуваме од купичка. Сепак некои се одлучиле водата да ја користат за пиење, но за да дојдат до чиста вода на нив им треба повеќе напор. Повеќе испумпаме, мојата вода е 16 метра длабока. Испумпаме ја до 3 сата, пумпаме родам, водата ми се и чисте. Освен водата, проблем на овие жители им е и патот кон Теранци кој трет ден е непрооден, а оштетување има и на патот кон Кучичино и Борилчево.